No lyrics here, just beats the vibe. A squeaky duck and a cow collide. Boing boing goes the truckling sound. И добро дојдовте повторно на каналот кај BitTeacher Crypto. И поради здравствени причини неколку недели немавме видео, но сега се надевам ќе продолжиме со видејата, иако и гласот ми беше фател доста голем период, едноставно не можев да зборувам, но сега верувам дека се е ворат и ќе продолжиме со содржината и ќе снимаме неколку видео во текот на неделата. Што се однесува до криптопазарот, немаме некои промени. Биткоин е тука од 70 до 80.000, некои поголеми движења нема, некои поголеми случувања во геополитиката, едноставно немаше, имаме некое примирје тука кое што ќе се случи или нема се случи, ќе видиме во следниот период. Па така, ајде да видиме што се случува во овие претходни недели каде што не бевме присутни и што очекуваме понатаму во следниот период, па се до крајот на годината и дали ќе имаме некои измени во насоката на биткоин движењата. Па ќе започнеме со оваа слика каде што имаме една многу стара слика која што ни покажува дека 2026 година би можела да биде една од подобрите години за инвестирање, односно за собирање профити, па дури и 2027-2028, доколку ја примениме теоријата на Шмита година. Тука е представен Total 3 со биткоин, моментално имаме пробив и ретест кој што по подолго време се случува, која ќе го прикажеме и во следните минути од ова видео, каде што ќе го погледнеме на графиконите. Следната слика е за љубителите на алткоините, односно алткоин доминацијата, која што се наоѓа во овој опсек доста голем период. Во 2018 година сме постигнале врв на овој опсек, потоа сме се придвижиле надолу, тука во 2020 година повторно кон овој опсек до дното и една огромна алткоин сезона во 2021 година и од тогаш практично немаме никакво движење за алткоините скоро 5 години, се до сега кога овој графикон полека, но сигурно се стеснува и еднашка штом ќе пробие, тоа би значило повторна експанзија на алткоините. Доколку го погледнеме сега Power Law, никогаш цената не паднала под оваа поддршка тука, која што моментално е на $42.800. Ова може би изгледа нешто слично како 2018 година, доколку го имаме ова сценарио, а тоа би било нешто вака доколку се случи повторно некоја консолидација и да имаме некој движење вака, кое што би можело да биде многу брзо доколку очекуваме left resetted cycle и сите други теории кои што ги применуваме на овој канал. Доколку погледнеме сега Ethereum биткоин, тоа би ни било потврда дека би имале алткоин сезона, но сега за сега погледнете, цели 9 години немаме практично никакво движење, односно се наоѓаме под оваа тренд линија во овој опсек тука. И погледнете само колкав е овој период каде што би можеле, доколку добиеме некоја голема експанзија, тоа би било и можеби генерацијска можност за збогатување во криптовалутите, бидејќи како што бил уништен сентиментот во овие години, никогаш претходно не бил, а тоа може да ни покаже само едно нешто, дека големите институции предизвикале манипулација само за да може да влезат на пазарот. Тие се спремни да чекаат, а едноставно просечниот инвеститор никогаш не е спремен да чека толку многу години, затоа што луѓето кај нас се спремни само да се збогатат за неколку месеци, а не за неколку години. Доколку зумираме сега оваа слика, ќе можеме да видиме дека секогаш кога доаѓал новиот Фед председател, имаме поголеми падови. Моментално ни доаѓа Кевин Ворш,
кој што верувам дека денеска би требало да ја преземе функцијата, што значи дека би можело да очекуваме некои падови, како што и моментално го гледаме. Биткоин во претходните денови беше од 82-3000, а сега е на 78, може би и веќе се чувствува тоа. Сега ова само некоја статистика која што се случувала во претходните години, кога започувал новиот Фед председател. А следната слика е графиконот на Others со USDT доминацијата, односно од почетокот на алткоините ја имаме оваа формација која што доколку малку подобро ја погледнеме ја формира оваа А, Б, С, Д, Е структура и погледнете што ни следува откако ќе се формира таа Е структура тука на макро ниво. Имаме огромна експанзија. Доколку тоа се случи, верувам дека алткоините ќе експлодираат и никој претходно ова не го очекувал од нив, затоа што, како што кажаме, сентиментот во последните, да кажеме, 5-6 години беше многу уништен и едноставно луѓето почна да ги мразат алткоините. Но сето тоа верувам дека со причина. Доколку погледнеме сега во меѓувреме овој графикон, ќе видиме дека ова е зона каде што биткоин е многу добар за купување, односно куповна зона за 2026 година моментално. Веројатно ова ќе биде консолидација без разлика дали ќе имаме 5, 10, 15% надолу или пак нагоре. Тоа не треба да менува ништо доколку ни следува овој потек тука и да не биде толку високо, нешто до 345.000, 200.000 би можело да ни значи многу. Секако, доколку сме акумулирале во оваа зона, доколку и погледнеме претходните циклуси, оваа зона се испоставило дека била многу добра за акумулација. Како што кажаме веќе, Фед, односно Павел ја заврши својата работа во Фед. Ми настапува Кевин Ворш, следниот состанок е за 32 дена, ќе видиме што ќе каже новиот Фед чер, односно сите го сметаат за про биткоин, дека ќе ги намали каматните стапки, дека ќе ја доведе економијата во некој ред, но ќе видиме што тој всушност ќе ни каже. Каматните стапки веројатно повторно ќе останат исти според овие шанси тука од 98,7%, но секако ова сега за сега нема грешка, но ќе видиме последните денови што ќе ни кажат дали овој процент ќе остане исто така и тогаш. Доколку ги погледнеме ликвидациите на неделно ниво, првично ќе видиме дека моментално имаме формирање и на ликвидност на горната зона 82.750, но доколку погледнеме на месечно ниво, полека се формира и долната ликвидност, но верувам дека тоа ќе го видиме многу подобро на 3 месеци. Сега, ево, погледнете, 77.000, огромно ниво кое што би можеле да го достигнеме. И секако се тоа се поклопува и со day cycle кој што треба да се формира до крајот на месецот, каде што секако очекуваме придвижување на цената надолу. Ајде, чисто ќе погледнеме и на 6 месеци, да видиме што ни кажува графиконот. Имаме доста простор за ликвидации. Ќе го погледнеме ова на подоцна на графиконот, да видиме што ни кажуваат дневните циклуси. Доколку ја погледнеме инфлацијата, сега на една година изгледа малку страшно, но доколку одзумираме малку, секој графикони треба да ги гледаме на поголеми временски периоди за да ни дадат некоја слика. Погледнете, ова е класично движење надолу, односно сите овие нивоа се пониски едни од други, што значи дека сега за сега немаме никаква потреба од
паника. Доколку погледаме Nupl ни покажува дека имаме повторно враќање на цената на некои 82.000, но се уште сме во оваа зона. Страв, односно надеж, би може да кажеме, се уште не сме стигнале до капитулација, она е тоа што го чекаме, за да имаме тотална капитулација, каде што мнозинството ќе се откаже, иако е веќе откажано, така да ќе се откажат и оние мал процент кои што верувале во биткоин. NVR-V Z-Score ни покажува исто така дека се наоѓаме многу блиску до формирање на дното за биткоин, иако предходно сме, погледнете, од оваа сина линија тука сме имале престап надолу, моментално немаме, но не значи дека до крајот на годината тоа не би се случило, за да ја имаме таа, како што кажа, веќе голема капитулација. CBBI score 49, доколку погледнеме тука на графиконот, сме имале враќање од некаде 37 до 53, но сето тоа е возможно затоа што погледнете и предходно, можеби имаме помало враќање од 41 до 51, но сме имале такви враќања и сето тоа е нормално во bear market, ајде да кажеме. Доколку погледнеме баланс шит на Fed, полека, но сигурно почнува да се зголемува и сето ова треба време за да видиме нешто на пазарот. Претходните години, погледнете, во 2020 година огромно движење, односно огромно зголемување на баланс шитот, и 2021 година. И сите знаеме како помина 2021 година, имавме огромна алткоин сезона, а овој индикатор ни покажува дали имаме финансиско стресни услови. Сите што ги интересира малку повеќе може да го прочитаат ова, го имаме објаснувано овој индикатор и претходно. Едноставно немаме знаци дека имаме некои финансиско стресни услови кои што би настапиле моментално, затоа што овој индикатор е на едни од пониските нивоа. Доколку сакаме да видиме дали имаме рецесија, односно SEM за рецесија, ни покажува дека моментално се спуштаме повторно на едни најниски нивоа и можно е да избегнеме рецесија. Моментално сме на 0,13 поени. А сега ќе преминеме и на графиконите да ги разгледаме што ни кажуваат тие. И додека зборуваме, погледнете го биткоин продолжува да паѓа во својот day cycle low, тоа што можеме да имаме 77.965 моментално. Ја следеше оваа тренд линија, ја проби, тука се врати надежта на луѓето и веројатно сега или ќе ја ретестираме или пак ќе ја пробиеме оваа зона. Следниот day cycle low би требало се случи на 29-30 мај од оваа зона тука, каде што ќе видиме доколку ја пробие, би требало да очекуваме уште неколку месеци странично движење и повторен пат. Доколку не, тоа ќе биде многу добар знак дека цената полека но сигурно се опоравува, а доколку сега погледнеме на дневно нивови индикатори, исто така се во пат. MACD исто така е во пат, што ни потврдува дека следните неколку денови би можеле да видиме пониски цени за биткоин, а сето ова е исто така битно доколку го гледаме на месечно ниво. На месечно ниво имаме знаци дека овој тренд би можел да прекине и тоа од страна на MACD, бидејќи имаме бели линии тука. Но што се случувало предходно? Значи имаме додатна манипулација. Некогаш тоа сме го имале во предходниот случај. Доколку зумираме, ќе видиме дека повторно со појавувањето на белите линии тука во овој месец сме имале првично вакво движење, тука една зелена свеќа, но подоцна погледнете, имаме додатна манипулација и колапс на пазарот, каде што се откажаа скоро сите,
а подоцна имаме, погледнете, се уште бела линија, повторно црвена линија тука и дури третата линија имаме опоравување на пазарот и подоцна, знаете, што се случи, добивме некое движење од 126.000. Врвот беше таму, така да сето тоа е и можно да се случи и сега, да добиеме повторно некоја капитулација, додека Магди полека, но сигурно се придвижува во нагора насока. Но тоа ќе оставиме да видиме што ќе се случува до крајот на месецот. Доколку се вратиме сега на дневно ниво, еве, погледнеме, со пробивање на оваа тренд линија би очекувале повторно движење надоле. Етериум, доколку погледнеме, исто така имаме движење надоле со оваа поставена тренд линија, би очекувале да видиме каде ќе заврши оваа цена, иако веројатно ќе пробие и ова е само една тренд линија. Сега ќе ја поставиме чисто да имаме представа каде би можело да заврши. Ќе го ставиме овака. Сега за сега S&P 500, погледнете. Каде што го очекуваме day cycle low, едноставно, ниту јас не очекувам дека ова ќе се случи, но ете, погледнете дека се случи. Формирање тука на day cycle low, пробивање на оваа тренд линија и едноставно многу силно движење нагоре, кое што не верувам дека некој очекуваше моментално. И за S&P 500 треба да формираме day cycle low кон крајот на месецот. Златото ја поставиме уште одам на оваа тренд линија и како што гледаме имаме само странично движење во неа. Ова беше едно day cycle тука за златото и повторно формираме day cycle тука, кое што моментално не е пробиено. Ќе видиме следните неколку недели дали ќе го пробиеме ова ниво. Доколку го пробиеме ова ниво, веројатно ќе имаме уште поголем пат за златото, доколку не, би требало да изгледа нешто вака за повторно да ги изненади сите и да има свое време, додека пак биткоин би можел да ни покаже дека ќе го формира своето day cycle и ќе падне повторно под тоа ниво. Доколку сега се префрлиме на Елиот, оние кои што не знаат за Елиот можат слободно да ги видат видејата на каналот во плейлистата. Погледнете како добро ја следи оваа тренд линија тука, која што ја поставиме уште поодамна, бидејќи треба да ги следиме оваа и почетокот, затоа што овие се само едни големи манипулации. Погледнете како тука повторно цената се одбива од оваа тренд линија, односно ние го бележавме овој бранд како Б, кој што не води до С, односно до финалната капитулација, и потоа ни следува некое вакво движење, но сето тоа ќе биде подоцна. Првично треба да го формираме ова движење. Сега моментално да видиме што ќе ни дадат следните неколку денови. Доколку го погледнеме FED кој што го следевме, повторно FED ни се враќа во оваа зона, во С, како што очекувано, и ова е фаза на акумулација. Верувам уште од октомври 2025 година, бидејќи имаме и зголемен волумен тука. Доколку сега погледнеме чартот на Others BTC, погледнете. Ова е спремно за лансирање во нагорна насока. Верувам дека и тоа би ни донело многу поголеми перформанси за алткоините. Доколку сега обрнеме малку внимание на USDT доминацијата, како што можеме да забележиме, USDT доминацијата можеби е и спремна за
последното движење, односно капитулацијата на биткоин би можела да се случи во следните неколку месеци, а со тоа USDT доминацијата би го направила своето последно движење кое што може би изгледало нешто вака. Тоа ни го покажува моментално неделниот чарт, додека пак на месечниот чарт имаме мала консолидација, односно мал пад, кој што ни покажува дека можеби е време да почнува да се размислува за уште поголем пад на USDT доминацијата. Неделно ниво, тоа ни покажува дека би можело да видиме неколку недели поголем USDT доминација. Така да поставиме тренд линија, се уште немаме потврда дека тоа би се случило, но полека но сигурно се опаравува од оваа тренд линија која што претходно ја проби. Така да USDC доминацијата исто така, доколку поставиме и тука една тренд линија, ќе видиме дека одлично ја следи. Еве и тие три агли, имаме 1, 2 и веројатно ќе имаме трет агло за USDC доминацијата, можеби нешто вака, и подоцна да имаме огромна капитулација. Биткоин пак доминацијата, погледнете, одлично ја следи оваа тренд линија поставена уште во 2022 година. Можно е секако да добиеме некое движење повторно нагоре тука и на крајот на следниот циклус да добиеме поголем пад, каде што алткоините можеби ќе добијат свое време. USDT наспроти USDC доминацијата веќе некој период е во пад, но моментално и таа покажува свое движење. Погледнете, имаме повторно враќање кон оваа тренд линија, а USDT market cap, погледнете, во последниот месец има додадено огромен капитал. Црвените линии се всушност во bear маркетите. Дали ова беше еден bear маркет? Моментално времето ќе ни покаже, не можеме со сигурност да знаеме. И отприлика тоа е тоа за денеска. Се надам дека уживате во видеото, направивме еден апдейт да видиме што понатаму. Едноставно што чекаме? Чекаме формирање на десакало кое што би можело да изгледа нешто вака. Биткоин е главното оно што го следиме, овие другите индекси ги следиме чисто да знаеме каде се наоѓаме пазарот. Доколку ова го пробија ова ниво, тука би можеле да видиме уште еден дневен циклус, нешто вака, или пак уште два, за да се формира тоа движење и токму во овој период, каде што го очекуваме, можеби ноември, да добиеме нешто вакво движење за биткоин и да започне тој следниот бул маркет. Поздрав и отприлика тоа е тоа за денеска. Се надам дека уживате во овие видеа. Се гледаме во следното видео. Поздрави, чао чао. Mining dreams with a pickaxe app. Electric bill gave my wallet a slap.